во сетот панел дискусии со тематски признак продолжуваме во делот од земјоделството. Ќе го офатиме делот од водостопанството, имајќи во предвид дека во изминатиот ден пратениците на ВМРО-ДПМН предложија измени и дополнување на Законот за водостопанство, а се со една цел – излегување во пресрет на водокорисниците во Република Македонија, излегување во пресрет на земјоделците, кои што во интерес на подобрување на квалитетот на земјоделското производство во Република Македонија бараат одредени измени и промени на законските регулативи за подобри услови за самото земјоделско производство. ВМРО-ДПМН како политичка партија во изминатиот период донесе низа мерки, прочем така бевме и нарекувани од самиот почеток како земјоделска влада, во интерес на граѓаните на Република Македонија кои што се занимаваат со земјоделско сточарско производство. Продолжуваме во тој дел и од нашите секојдневни посети кои што ги остваруваме со граѓаните во Република Македонија, во нашите пратенички канцеларии, се дојде со барање за измени на дел од законската регулатива за акционерското водостопанско предпријатие на Република Македонија, со која што не беа офатени одредени земјоделски производители, односно водокорисници на ова право. За тоа повеќе ќе зборува господинот Коњановски. Јас би сакал на самиот почеток да се осврнам на делот на политиката која што ВМРО-ДПМН ја планираше за наредниот период, односно 10-годишниот период за реконструкција, рехабилитација и обновување на наводнителните системи, системите за експлоатација на вода и формирање на нови водени површини од кои што би можело да се користи водата во Република Македонија. Имено во изминатиот период Република Македонија имаше проектирано и користеше околу 90.000 хектари површини покриени со наводнителни системи, од кои што со измените на законот, несрекните измени на закон, кои што Социјалдемократскиот сојуз ги спроведе со формирањето на водните заедници во Република Македонија, се доведовме во ситуација за проект кој што Социјалдемократскиот сојуз заедно со Светска банка го работеа за средства од 18 милиони долари, колку што беа предвидени за водостопанските предпријатија и истите беа искористени ненаменски, односно за покривање на платите и функционирањето на водостопанските предпријатија во тој период, се склучи договор за формирање и промена на законот во водните заедници. Водните заедници можеби некаде функционираат, меѓутоа ова се покажа како проект кој што во Република Македонија не ги даде очекуваните резултати. Од вкупно некаде грубо 150-200 водни заедници колку што беа формирани во Република Македонија или предвидени да бидат формирани, правилно функционираа некаде 15-20 водни заедници кои што согласно она што беше предвидено ги исполнуваа критериумите за водни заедници. За жал, другиве водни заедници не успеа да профункционираат на начинот на кој што беше предвидено, немаа можност да повлечените количини на води ги исплаќаат и водостопанските предпријатија не можеа да работат рентабилно. Се работи за 18 водостопански предпријатија на ниво на држава, сите беа реформирани во 2005 година и за жал за година-две истите веќе пропаднаа во долгови, не можејќи да ги сервисираат оврските, а најстрашно од се беше тоа што системите за наводнување од година во година беа уништувани и во моментот сме дојдени во ситуација да имаме некаде околу 30.000 хектари земјоделски површини кои што се под систем за наводнување и кои што земјоделците може да ги користат во своите агротехнички мерки за подобрувањето на приносите на земјоделското производство. Од тие причини ВМРО-ДПМН изготви еден акционен план од 10 години
за рехабилитација, реконструкција и формирање на нови водостопански субјекти и површини и реконструкција на постоечките наводнителни системи кои што ги имаме во државата. Планирани беа некаде околу 20 милиони евра годишно средства за овие намени и веќе беа испроектирани одредени проекти. Во тие спаѓа и браната Речани, за која што ќе зборува пратеникот Иван Иванов. Тој проект беше замислен и добро најден на одзив кај граѓаните, односно земјоделците во Република Македонија. По редот на нештата, од оваа година требаше да има средства обезбедени и алоцирани за овие проекти во Република Македонија, меѓутоа со ребалансот кој што Социјалдемократскиот сојуз ни го понуди, а ќе биде во комисиите во Собранието на Република Македонија во наредниот период, гледаме дека тие средства не се планирани. Односно, концептот за рехабилитација, реконструкција на водостопанските системи е напуштен од страна на Социјалдемократскиот сојуз. За новините кои што ги зборувавме и за сето она за што претходно како најава го спомнав, ќе му дадам збор на господинот Коњановски да се обрати и да го каже што се токму измените во овој закон и